Време е за нашата утринска тема. На почетокот на денешното вторнично издание најавивме дека зборуваме за она кое што е актуелно во овој период, поточно нешто кое што се одбележува во месец јануари или месецот како таков, каде се зборува или се подигнува нивото на свест во однос на превенција за рак на грлото на матката. Годишно околу 170 нови случаи на оваа болест имаме во Македонија. Ракот на грлото на матката се развива бавно, што возможува рано откривање преку редовни гинеколошки прегледи и скрининг тестови, како што е ПАП тестот и тестирање за хуман папилома вирус или ХПВ, како што и нагласија неодамна од Институтот за јавно здравје. Сметавме дека е добро да отвориме и да реализираме една ваква тема, со оглед на тоа што често можеби жените, девојките се наоѓаат и во дилеми и со безброј прашања кои што при тоа ги упатуваат кон нивните гинеколози, но и нешто за кое што постојано и треба да се зборува, да се едуцира, да се информира, се со цел да имаме и редовни контроли, но и да знаеме што важно како чекор треба да се привеземе во однос на превенција, па и третирање, не дај Боже, доколку имаме ваква дијагноза. Но оваа тема со Цеце споминавме и утрово го најавивме нашиот соодветен соговорник и почитуваниот професор. Да, веќе имавте и можност да погледнете кој ни е гостин. Станува збор за почитуваниот професор доктор Горан Димитров, меѓу другото и председател на Македонското здружение за цервикална патологија и колпоскопија и секако доктор кој што можете да го најдете на клиниката за гинекологија и акушерство во нашето Скопје. Доктор Димитров, добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата, поздрав до вас двете и до гледачите на утринска тема. Ние ви благодариме што вие прифативте поканата и покрај набиената агенда од многу обврски овој период, со оглед на тоа што нели месец јануари или последните денови од јануари стандардно низ години се посветуваат на токму оваа проблематика, да се зборува за тоа колку е важна превенцијата, ќе зборуваме и за тие редовни контроли и за ХПВ вакцината како нешто што вие го препорачувате, но ајде малку да се задржиме на тоа каква е моменталната состојба во нашата држава со оглед на тоа што пред само некој ден веќе медиумите објавија дека околу 170 нови случаи на годишно ниво се евидентираат нели како лица кои што се заболени со рак на грлото на матката. Значи прво вака месец јануари е означен насекаде во сите земји од светот како месец кога се подигнува свеста во борбата против ракот на грлото на матката, меѓутоа во поново време и против другите ХПВ асоцирани болести. Или последната недела на јануар, или целиот месец јануар во различити земји се означува како Cervical Cancer Awareness Month или Week. И сега во тој простор ние, временски простор, сите од професионалните здруженија, здруженијата на пациентки и така натаму би требале да одржиме и да водиме различити трибини, различити запознавања на општата популација со опасностите кои што постојат од ракот на грлото на матката. Во суштина, ние треба да им назначиме дека редовното одење на прегледи и во поново време редовното правење еднашка во 3 години на ХПВ тест, после тоа ќе објаснам зошто ХПВ тест. А редовно одење на прегледи што значи еднаш во годината барем? Или? Да, редовно одење на прегледи се рачуна еднаш годишно, затоа што имаме и други заболувања, и други бенигни и малигни заболувања, меѓутоа еднашка во 3 години треба да се направи ХПВ тестот. До пред неколку години како главно орудие, главна алатка во борба против ракот на грлото на матката беше Папа Николау Брисот. Меѓутоа, студиите на почетокот на 2000-тите години укажа дека тој прави големи грешки. Сега Светската здравствена организација и Интернационалната организација Федерација за цервикална патологија и колпоскопија и останатите сите организации се сложуваат со големи студии направени дека треба постепено да се прејде кон ХПВ тестот како примарен скрининг тест. Наместо ПАП? Наместо ПАП. Зошто? Има огромна студија, која што не може никој да ја побие, направена на повеќе од 1.000.000 жени. Ние ја викаме таа според болниците во кои што е направена. Тоа се синџи ланец на болници во САД, се вика Кајзер Перманенте болницата. И тука е увидено дека во Америка 1/3 од случаите на карцином се заради тоа што
Папа Николај Брисот бил погрешен. Значи, лажно негативен, се вика тоа. А шведската студија за Шведска, кој што има многу добар здравствен систем, знаете дека едни од најдобрите здравствени системи се нордиските земји, САД, Германија, Холандија, тие се земјите кои што имаат добар. Во Шведска, таму е 1/4 од пропуштените случаи заради грешката на Папа Николај тестот се случуваат. И увидено е дека ако се прави така наречен скрининг со ХПВ тестот, кој што на еден начин ние докторите го викаме статистички, зошто? Затоа што ако се знае дека таа жена има високоризичен ХПВ тип кој што може да предизвика малигно заболување, ние можеме статистички да одредиме колку е ризикот нез. Или, например, во една популација, ако имаме 4 жени кои што се заразени со типот 16, кој што е најопасен, една сигурно има, така викаме, ЦИН-2 или повеќе. Значи, и прекранза може да има инвазивен рак. И тоа е убавината на статистичкиот скрининг, дека може многу по сензитивно да ги одреди. Меѓутоа, после добивањето на тестот како позитивен, потребно уште додатни работи да се направат за да се диагностицира дали таа жена, таа девојка има навистина предракова или да не зборуваме за... Кои фази се предракови? ЦИН? Предракови состојби од давнината ги нарекувале или како дисплазија, се уште се користи тој термин, лесна, средна, тешка и карцинома инситу, меѓутоа тоа обично да не ги плаши, значи, жените, дека тоа значи дека е во место, дека е тоа предракова состојба, или по новата номенклатура на професорот Ричард од Њујорк е дека имаме ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3, кои што практички се исти како и оваа старата номенклатура од Светската здравствена организација. Значи, ЦИН-3 одговара на тешка дисплазија или карцинома инситу. Може малку и сме зборувале ни во минатото, веројатно оние кои што и го пратат тоа и имаат редовни контроли, веројатно и знаат, но во однос на високоризичните и нискоризичните типови, кога или во случај, например, да речеме, доколку постои високоризичен тип, колку е, ако може да се каже, барем од прилика времето, доколку нема редовна контрола и доколку нема навремено ХПВ тест, за колка временски период тоа може да се развие во некоја понапредна фаза? Ова е одлично прашање, затоа што ние имаме стално дискусии и тој настан на онкогенезата, значи на настанување на предраковата или раковата промена е различито опишан во различити од различити студии. Меѓутоа, една работа треба да се знае дека означувајќи го тоа како dwelling time, не може точно да се одреди. Зошто? Затоа што не се знае од кој сексуален однос, например, ако збориме за генитална ХПВ инфекција, пациентката која што има тоа се заразила, зошто? Тоа што може да имаат односи, да е заразен машкиот партнер, меѓутоа тај да не се зарази. Иако контагиозноста на ХПВ вирусот е голема. Некаде се претпоставува дека 85% од светската популација ќе има во текот на својот живот хуман папилома вирус. Затоа и тој е толку чест. Меѓутоа, доброто е во тоа што не се сите онкогени. Имаме и неонкогени вируси кои што и побрзо поминуваат, настанува побрз исчистување или клиренс, да го кажеме, а од друга страна и различитите најобични хигиенски постапки практички го спречуваат неговото развивање. И само ова да не го изумам, еднаш детектиран или диагностициран високоризичен, ева да речеме тип 16, како велите. Да, и најстрашниот, така. Детектиран навремено, откако ќе се третира, иако за третманот малку подоцна ќе зборуваме дали и како воопшто постои третман или само контрола на истото, доколку е навремено тоа увидено и понатаму третирано, дали и колку понатаму представува опасност, дали за таквите пациентки прегледите би требало да бидат почести и што кажува искуството во пракса?
Значи, искуството кажува дека зависи од типот на вирусот. Така викаме, генско специфична генско специфичен ризик. Генотипот на вирусот е многу важен. Тоа е најважното. Второ е важно дали ќе дојде до реинфекција. Имаме случаи кои што пациентка има направено пред 11 години третман, конизација, меѓутоа доаѓа после 11 години со друг тип на вирус и повторно има CIN3, тоест карцинома ин ситу. Така да све зависи од контактот, од заразата, а за овој тип на зараза, таа викаме значи цервиковагинална или генитален начин на пренесување е 97,5% по сексуален пат. Тоа значи сексуален однос. И голем број на други автори кои кажуваат дека за времето ова што ме прашувате, периодот може да биде од 3 години па се до 11, 12, 15 години, дека е спора онкогенезата. Меѓутоа, има други кофактори кои што го убрзуваат навлегувањето во јадрото на клетката на ХПВ геномот и настанување на тие предракови и ракови промени, а тоа првиот кофактор е пушењето. Значи никотинот и котининот. И тука имаме и ги образуваат процесите. Тачно, и се практички се испреплетуваат процесите и сите викаат ова е болест која што практички ги врзува еден причинителски фактор на вториот по честота канцероген хуман, значи човечки, тоа е ХПВ-то, со првиот канцероген во кај луѓето. Институтот за Агенцијата за испитување на рак во Лион во 2017 кажува дека пушењето, джвакањето и пасивното внесување на дим од цигари, од тутун, значи тоа е котинин и никотин, е прв број еден канцероген во светот, така, а вторе е хуманиот папиломавирус. Значи ние сме изложени сите тука на пасивно пушење, така што факторот на сите ни влијае. Тачно, така? Тачно, да. Има направено студија кај што има жени кои што живеат во планински предели и не се пушачки. Споредена со жена која што пуши минимум 10 цигари на ден во град живе, дека таа жена во градот има 1000 пати поголема концентрација на котинин и никотин во незиниот цервикален секрет во вагината. Што значи дека тој тука се излачува, го намалува имунолошкиот одбранбен систем, тоа е локален имунитет и вирусот практички навлегува. Тоа е системот кога прашуваат сите, викаат докторе каква врска има пушење, кога како може да дојде логиката, не е дека вирусот и онкогенезата не може да биде ако е практички внесен онкогениот материјал преку пушење. Веројатно кога нема брзи резултати, па луѓето не се толку свесни, бидејќи овдека станува збор за подолг процес кој што нели дополнително после 10 години можеби ќе ја даде здравствената слика на пациентот. Но и уште нешто сакам да додам. Тука секогаш кога кажуваме имаме на пример и непушачка која што има развиено, меѓутоа они на пример имаат недоволно внес на различити витамини, олигоминерали. Потоа имаме пациентка, тоа е, ја го викам тоа црн рекорд, кој што на 14,5 години има направено конизација, меѓутоа он има кофактор младалачки диабет, јувенилен диабет. Значи тоа е уште една нешто што го намалува имунолошката способност и затоа она практички рано почнала со сексуални односи, се земала со дечкото, станал маж и заразувајќи се со типот, а има јувенилен диабет, развила CIN3. Да, всушност црниот рекорд е на најниската возрастна граница, така, оние кои што ги водите како да, ајде зборувајќи за тие возрастни граници, поместена ли е изминативе години со оглед на нели
каде оди човештвото и колку луѓето едни со други, нели, Сексуално се, општат. се испреплетени на некој начин. Значи, средствата за комуникација прават тоа да младите секако се сознаваат и почнуваат со сексуални односи на многу помали Многу порано. И имаме разлика меѓу различитите национални групи во Европа. Има една Но многу освен што добра... почнуваат порано, дали се едуцирани и свесни за последиците? Па тоа е очигледно дека во различитите популации е различито. Значи не можеме да го судиме тоа, дури имаме и едуцирани кои што не користат заштита и се заразуваат. Така да не можеме да кажеме дали зависи од тоа. Каква е сликата кај нас, дали со кои можеби освен овој црн рекорд со колка, односно какви пациентки сте работеле, дали имаме пациентки кои што во 20-тите можеби се заразуваат па завршуваат и за жал фатално? Да, за среќа сега во последните 10 години многу е мал процентот. И во светот и кај нас. Меѓутоа има случаи, еве нашиот на инвазивен рак е негде 21 година и 10 месеци, каде што требаше да се извади матката и придодатките на матката и лифт и жлезди и сето тоа е радикална операција, како би она би била практички залечена. Меѓутоа целосно излекување не постои. Затоа билите залечена. Целосно излекување кај малигна инвазивна болест не постои. Тоа е практички процент на преживување. А процентот на преживување е многу голем кај ниските стадиуми. Тоа значи дека е многу добра терапијата да биде во првиот А, првиот Б стадиум, до 2 стадиум, доколку што се таа третира со хирургија. Понатаму, стадиумите кои што се над 2Б многу го скратуваат животот. Меѓутоа, тоа не значи дека една пациентка која што има и напреднат инвазивен карцином, дека ќе биде скратен многу животот, зашто тоа зависи и од додатните фактори. Дали има додатни болести, каков е незиниот имунолошки систем. Знаете што ме интересира, дали оваа пациентка од 21 година имала ХПВ вакцина, бидејќи кај нас вакцината е од 2009 година воведена, нели? Не, за жал таа... Дали тоа не играло некаква улога? За жал таа не живеела тука. Аха. Да, и е практички дојдена тука да направи преглед и кога го направила прегледот се констатирала ситуацијата. Пред да продолжиме за вакцините, пошто сметам дека тоа е нели следен наш дел во разговорот, нешто што исто така се поставува како прашање, па дури како страв кај помладите пациентки, кај оние кои што во порани години започнуваат да бидат сексуално активни, кај оние кои што можеби и ризикот за добивање на одреден ХПВ високоризичен тип е поголем. Веројатно или откако ќе се диагностицира, прашањето е што понатаму доколку сакаат да се реализираат како мајки и да останат времени во текот на животот. Колку тоа може да биде пречка понатаму, колку може да представува потешкотија за да се оствари истото и што велат и во овој дел податоците кои што ги имате и она што се разбира дел од вашето долгогодишно искуство. Колку може, не може, многу време е потребно или и покрај овие другите фактори кои што ги споменавме? Значи, ХПВ вакцината со многу голема сигурност и со многу голема потврда од научниот свет може да се каже, ја го кажувам тоа, се гордеам со тоа што на еден меѓународен состанок во Истанбул ме кажа мене дека сум у регионот прв што ставил вакцина против ХПВ 2008 година, од пред да почне да биде воведена таа во имунизациониот календар школски. Зошто? Заради тоа што дадени се огромен милиони дози од оваа вакцина, не е установено дека таа има некој било каков штетен ефект, дека има некои нуспојави кои што се јавуваат, осим оние нормалните кои што се болка на местото на апликацијата, можда несвестица од повеќе од страв кај млади девојчиња, а меѓутоа работата е тоа дека многу од луѓето врзувајќи ги ХПВ вакцините со различити други болести и вакцини, прават различити теории, можда и се и теории на заговор и на сето тоа, дека може нешто да биде кога таа ќе биде администрирана кај девојче од 12 години. Не,
Тоа не е така. Баш напротив. Докажано е сега дека Австралија, Данска, Канада, Шведска, Норвешка идат кон искоренување. Кај нив броевите, случаевите на рак на грлото на матката се практички идат кон искоренување. Колегата, професорот од Борут Кобал, директорот на клиниката во Љубљана, дури еднашка така малце на шалење, кажа, вика, ние нема да имаме више што да работиме во областа на цервикалниот карцином, бидејќи Словенија во нашава регија, па можда и во светски размери, се рачуна како една од државите кои што е најдобро организиран и над претходните начини на скрининг. Значи и со Папа Николау, а сега и они постепено преоѓаат на ХПВ тестот како примарен скрининг. И сега, ако ги вакцинираме сите, и ако сега од прошлата година ние дадовме препораки и државата ги прифати да се вакцинираат и момчиња, тогаш ќе се направи еден, така се вика на смешен начин, стадо на луѓе кои што ќе бидат имунизирани. И дури и едниот, ако има ХПВ, да речеме машкото, на имунизирана девојка нема да може да го пренесе. Така да постепено бројот на заштитените луѓе ќе расте. Ќе расте, да. И ќе се случи до тоа да дојде да се надеваме 2045 година, ако и оние кои што се по-ниско економски земји, да кажеме Индија, афричките земји, почнат со добра вакцинација, да се оди кон искоренување на ракот на грлото на матката. Иако, ви кажувам, имаме проблем уште од почетоците на ХП вакцината со одредени групи кои што од различити побуди сакаат да кажат нешто против вакцината. Меѓутоа, тоа се знае, тоа е изум на 21. век, со кој што практички младата популација, кога ќе веќе влезе во својата возрастна група, кога ќе почне со сексуални односи, ќе биде заштитена од не само од рак на грлото на матката, него и од бројни други малигни, бенигни заболувања кои што ги предизвикува ХПВ-то. Имаме многу со вас разговор, професоре, како и секогаш кога ќе сте наш гостин. Така и сега, времето ни изминува само за крај настанот кој што денеска исто се организира, може накратко да го кажеме и да го најавиме. И оно кој што ни го споменавте пред да бидеме во живо, тоа е новитетот кој што имате во однос на, рековте, учебник. Да. Па денеска имаме пресконференција која што ќе биде со мали презентации од повеќе експерти од оваа групација. Практички Македонското здружение за цервикална патологија и колпоскопија го прави тоа за медиумите и за новинарите. И со мали презентации ќе бидат и присутни професори од онкологија, патологија, од факултетот за фармација и така натаму, да не ги набројувам, со тоа што на овој лесен и убав начин ќе биде представено сето ова, дека примарната превенција, вакцинирањето и секундарната превенција, скрининг, треба да се одвиваат во еден убав синергизам, за да нашето население и мажите и жените бидат заштитени од овие болести. Ви благодариме за вашето време и за сите информации кои што денеска ги пренесовме на еден ваков начин. Се разбира во следна прилика секогаш едукативно и во насока на подигнување на свеста за оваа болест која што за жал видовме колка се бројките и секогаш за вашиот труд и долгогодишното искуство кое што некако има и резултати во однос на тоа како би напредувале како држава во оваа поле. Ви благодариме уште еднаш. Благодарам за поканата.